Принцот Али да ми го гали. Не може така, стари малски плачепичкарски финти. Ако не ми даете да победам, тогаш не играм. Ако не игра овој што е најдобар од моја страна, не играм. Ако не ме пуштите да играм со вас, у прва постава не ви го дам фудбалот да играте. Тоа ви се финтите. Ако нема обвинение, ако има обвинение против грешник, тогаш ќе излеземе на улици. Ајде бе, дај, добро, ај излезете на улици, ајде. Ајде баш да видиме, таман, да видиме и државата под новото раководство кое што вие викате дека било селективно, туркало селективна правда, да видиме како ќе изреагира на дело кога ќе излезете на улици. Па уште ако запукате пак у ваздух со калашникови, као што запукавте знамињата кога ги шетавте на денот на знамето, баш фино државата уште еднаш ќе ја ставите на тест, уште еднаш ќе се уверите во одважноста на оние кои што се сега на чело на МВР. Нема више да се има прогледување кроз прсти, само тоа да знаете. Правната држава, вака или онака, против ваша желба, почна да функционира. И тоа се покаже изминативе месец-два и нешто повеќе. Така да слободно излезете, доста више со тие закани, ај баш да видиме како тоа вие ќе излезете и више нема да се вратите од улица и каде ќе кулминира сето тоа. Баш да видиме доне Трамп од дедо му Дончо од пуста брезница што ќе каже кога ќе чуе дека сте направиле фрка у Македонија. Или обид за дестабилизација, како што се закануете дека ќе правите обид за дестабилизација. Дај да видиме. Само треба да ви е јасно дека ова не е 2001. Денеска амбиентот, контекстот не е ист како во 2001. Многу добро сега одредени фактори ќе знаат, ако направите некоја таква глупост дестабилизаторска, некои фактори меѓународни, многу добро ќе знаат колко ме јебе матери, зашто. Нема више да се провлекуете на тие приказни бајки за човекови права нарушени вамо и тамо. Не знам што е проблемот стварно. Ако Венецијанската комисија дала препораки за употребата на јазиците у една држава, конкретно за употребата на албанскиот, и вели дека тоа не е законски, што е бе проблемот? Нели европски вредности, нели зелена партија, проевропска прова? Што е проблемот да го прифатите фактот? Ама Заев и нежниот на времето направиле закон пред да ги дочекаат препораките на Венецијанската комисија. Нивни проблем. Значи, тој закон не е добар, не е според европските вредности, стандарди. Што е проблемот тука? И понатака ќе си ги уживате правата, никој не ви ги зима. Ама не може нешто што е незаконски, што една европска суд вика, комисија, како се вика тоа, кажува дека не е законски, не е законски. Тоа е причина за да се закануете на улици дека ќе излагате од 3000 пут. Или ако има обвинение против грешник, тогаш па на улици. Ако нема, тогаш све е уреду. Браво, браво, паметна одлука. Шо е ова правдава? Стварна политикански договарања? На не ми се свиѓа моментов, не ми се свиѓа сега ова, не е добро ова обвинение дим. Шо ева пазар 3, кванташки, ќе спреговараме да има обвинение, да нема, умре таа работа, треба сите да сватиме тоа, особено вие ако не сте сватиле. Не можете каубојски да терате цел живот. Законот на планината заврши тамо негде и конечно со вашиот пат од власта. Тука треба да престане законот на планината. Треба да завладе законот и правдата на граѓанскиот, на цивилизираните општества, не на планината.
у планината планински, дивјачки, кој си доли у цивилизација цивилизацијски, по закон, ред, респект, почитување на правила, на прописи. Оти така не верувам дека правите у Швајцарија, у Норвешка, у Данска, у Италија. Тамо не сум чул да се собере некоја група така или партија да каже види се ако го осудите овој наш дилер на дрога ние ќе излеземе на улици или шо да е, не мора да е. Че тоа еднаш за секојаш мора да се свати. Јеби га, никога јас. Јас сум за тоа сите да живееме заедно, да се почитуваме, ама доста со вакви племенски игрици и финтици. Доста. До тука ни е дојдено. Тоа е едно. Втора работа. Како да ви кажам? На Ѓурѓов ден, така вика у песната, Александро Караѓуле Охридски бил ставен во Зандана, заточен од страна на бугарскиот двор во Софија, во Софискиот затвор. Мачен, обесен. Зошто? Затоа што се борел за независна Македонија. Бил уредник на весникот Македонски глас, кој излегол во Софија. После тоа неколку броја набрзо е забранет после неговото заточување. Оти се залагал македонците да направат регрутација, со оружје во рака сите да тргнат во Македонија да ослободат да направат независна држава. Не бугарска, независна. И не се викал весникот Бугарски глас, туку Македонски глас. И треба нешто јасно и гласно да се каже, тоест ние им кажуваме, ама џабе овие Европа не слушаат, ќе слушаат својата партнерка, у која што се крстат, која што еден ден ќе ебе матер. Оти, по некој вака историски гледано Бугарија, у која алијанса влегла, алијансата брзо се распаѓала. Така да, овој сојузов, мислев на европскиот, нема везе, ајде. Значи, треба да им се каже јасно и гласно. Доста ни мафтаат со тие нивните бугарски преисходи од екзархијата. У тоа време, кога султанот дозволил бугарска екзархиска, екзархија црква да се отвори, не постоело македонска, постоела грчка патриаршија. И веднаш тоа бугарите го искористиле за да се турнат во офанзива на асимилација, на побугарчување на македонците. Како? Затоа што македонците им било полесно, го знаеле старословенскиот јазик, во црквениот, многу полесно им било во бугарската екзархија да ги прават обредите и тамо да се покрстуваат и вамо тамо. Условот бил да се пише, добивале документ дека се бугари. Така тргнала таа работа. Пошто Охридската архиепископија е укината нели 1770-60 година. Тогаш немало македонска црква. И доста за тоа мафтате со тие праисходи. Сите добро знаеме од каде сте дојдени и како сте станале Словени, како дел од вас се христијанизирал, мислам на бугарите, викам, потеклото ваше е познато. Се гледа по вашите први водачи што си ги славите таму уште во историјата. Македонија не слави такви водачи со такви имења чудни. Што значи нашето потекло е малце поинакво и ние не сме същ народ. Извинете вака. Некој тука се има словенизирано малце поподоцна. Многу поподоцна. Тоа не се македонците, јеби. Што сакав да кажам друго? Така што уште еднаш кажувам, апелирам, треба да се држиме под број 1 до законот,
што се однесува до ова нашите внатрешни прашања. Под број 2, да се држиме до нашите црвени национални линии, нема попуштање, нема дозволување примање на бугарите во македонскиот устав, не под вакви уцени, под вакви ултиматуми, не се додека бугарската држава не ја признае самостојноста на македонската нација, автохтоната македонска свест, македонскиот јазик како посебен јазик, македонскиот народ како посебен народ. Точка. Тука треба да престане секаков диалог со бугарската држава од наша страна. Тоа е моје мислење. Да се распушти таа факинг непотребна историческа комисија. Што млатат празна слама и зимаат хонорари, и овие од наша страна што се од наш од джебот на граѓаните. Значи тоа auf Wiedersehen све и нема понатака ние што да преговараме. Се изна преговаравме, видовме колку е саат, нека престанат сите тие наративи по телевизии што ги слушам, демек бугарскиот народ ентерементера не мисли така. Не, напротив, анкетите покажуваат дека 80% од испитаниците во Бугарија биле про оваа шовинистичка бугарска политика од државата што ја практикува кон македонците. И биле преку 80% биле за тоа Македонија да не се пушти, да не си се дозволи безусловно отварање на некакви поглавја за преговори, евентуално за наш влез во ЕУ. А кога сме за нашиот влез во ЕУ, треба на сите да ни е јасно, да е тоа гласно да си го кажеме многу поштено, многу честно, без паламудење. А паламудење у дефиниција вие ничим изазвано излагање уврска со некоја одредена ствар за која што никој не те прашал, или млатење празна слама, или прдеш у празно. Прдеш у... не, да. Тоа ти од прилика дефиниција за паламудење, така да ние многу паламудиме на тема нашиот влез во ЕУ, отварање на поглавијата за ЕУ и така му натаму. И јас сега кој да почнам да забегувам. Напротив, останувам сериозно на муабетов. Значи, дај да престанеме да паламудиме на тема ЕУ. ЕУ нема да дозволи никакво проширување, се додека сами не се реформираат внатре, нели, структурално, радикално, оти требаат стравотни реформи и тоа е ставот и на повеќето овие најголеми земјишта пред водот ЕУ, дека нема проширување додека ЕУ не се реформира по некои одредени прашања, што значи треба прво тоа да помине, па после док дојде на ред новото проширување, па дали ние ќе дојдеме на ред, па мислам како да ви кажам, ние најверојатно, врло веома могуче што би рекол оној Убер Квислингот, нема никогаш да бидеме дел од Европската Унија. Моја предпоставка е дека пред нас еден ден, после неколку години ќе влезат и Албанија, може би пред нас сигурно ќе влезе и Србија, Црна Гора, не знам до тај стина, да и она. Рачунајте, првиот момент кој ќе примат нови членки, веруете ќе следат нови барања од некои соседи, не знаме од кој, но од некој ќе дојдат нови ултиматуми, нови уцени, затоа што тоа смислена, оркестриран напад врз македонската држава, врз македонскиот народ и идентитет, едноставно нешто што требало да постои само неколку години во главите на меѓународната заедница, а тоа се однесувало на Македонија по распаѓањето на Југославија, малце ради X одредени турбуленции на Балканот им требало известно време, планот им бил многу брзо да ја распаднат Македонија, да ја распарчат, да ја поделат, но ради некои геополитички случувања и веројатно некоја среќни околности, среќно лобирање на вистинско место, одредени фактори, европски, светски, одлучуваат сепак таа држава ваква или онаква да ја дадат шанса да покаже што знае
До сега не покажавме многу, затоа ни се случи она што ни се случи, и затоа така ни имаат земено она што се вика за мајтап. Затоа што кога ќе видат дека не држиш до себе, дека имаш низок прак на топење, дека си лесно подложен да коленичиш, да правиш хонолулу секојаш кога ќе ти побараат, во таква ситуација не очекува дека нешто ќе добиеш. И да имаш среќа, среќата понекогаш треба да се заслужи со добра со добра игра, со работа, со све. Среќата се заслужува. Па затоа може на некојаш и да те послужи среќа ако си на прав пат и ако вистина имаш волја од себе да направиш нешто добро, нешто квалитетно. Така што да не се лажеме, ја мислам да си седнеме отворено, широк диалог, широка дискусија, да не ги слушаме тие више медиумски паламудења и останати за нашите аспирации кон ЕУ, оти се смешни. Факт, гола вистина е дека никогаш нема да не поканат, тоест да ги отворат. Тие може ќе ги отворат по главијата, но никогаш нема да не прима да бидеме нивна членка, да се разбереме. А тоа ќе го направат затоа што проста причина, затоа што ќе одредени членки на ЕУ едноставно Македонија не сакаа да ја видат како дел од таа Европска Унија, затоа што имаат други интереси, лични, национални интереси, Македонија да остане на страна, како би можеле што полесно да ја направат, да ја обезличат и да ја доведат до ситуација да се само распадне. Па тогаш полесно да си приграбат и дел од териториите. Тоа е идејата. Како сакате, сватете ме, отварајте 4 очи, сега што се вика се крши играта, заплетот, така што мора да бидеме спремни за секој можно сценарио, оти непријателите си работат, сегашната власт мора да отвора 16 очи за што подобро да се соочи со предизвиците што се пред неа. Ќе направат се непријателите на Македонија да ја турнат оваа власт од престолот. Нема да штедат, тоа го кажав и у еден подкаст у Проверитас, нема да штедат ниту сила, ниту финансиски средства, ниту логистика, друга, да ја турнат оваа власт од тронот од две причини. Затоа што прво се исплашени да не дојдат на удар на правната држава која што се воспоставува, да не дојдат под удар на законот. Тоа е првата работа. И втората работа е веќе осеќаат дека оваа власт е спремна да застане во одбрана на сите македонски и национални интереси. После подолго време, кога гледавме една обратна ситуација, кога она минатата власт на Социјалдемократскиот сојуз буквално немаше никакво, ни трошка национално чувство во себе, ни трошка гордост, ни трошка желба да ги заштити македонците пред навредите, уцените што доаѓа од соседни држави, од нивните агентури, кои што тогаш работеа под полна пареа овде во Македонија. Се гледам.